Оден преворот излегува број 6. По завршувањето на репрезентативната пауза следуваат надпреварите од 13-тото коло во втората македонска фудбалска лига. Во оваа анализа во која што накратко Александар Максимов, фудбалскиот тренер, ќе направи најава на сите надпревари од 13-тата рунда, пошто ќе ја погледнеме табелата, па ќе можеме заеднички да дискутираме што практично може да очекуваме од овие надпревари и како практично би можеле да влијаат на самата табела. Јас накратко ќе ги спомнам двојките кои што ни следуваат во оваа 13-то коло, пошто Александар Максимов ќе направи една кратка анализа за секој надпревар поединечно, а потоа ќе ја проанализираме самата табела. Во рамки на ова 13-то коло, Македонија Ѓорче Петров, лидерот на табелата, ќе се соочи со екипата на Вардар, во кој што лововите практично ќе бидат фаворити. Арсим има идеална шанса да се врати на победничките патеки после поразот, и тоа преку пресврт пораз од екипата на Брегалница во Штип. Сега на домашен терен ќе игра против Борец, идеална шанса Арсими да се врати веднаш на победничките патеки. Дерби на истокот ќе се одигра во Струмица, Беласица против Брегалница, во Охрид, односно на Милен извори, екипата на Охрид ќе игра против Детонит Плачковица, во Куманово Башкими ќе го пречека Кожув, додека пак во Прилеп ќе се соочат поранешните прволигаши Повода против Скопје. Новоци на домашен терен ќе игра против Осогово, надпревар важни за двете екипи, Саса како фаворит против Енерджијата Вардарски. Накратко, ова беа двојките практично кои што ни следуваат во ова 13-то коло, надпреварите кои што ќе стартуваат со почеток од 13 часот, пошто понатаму имаме уште две кола или вкупно 3 со ова кое што веќе го анализираме 13-то коло, што значи дека во есенски дел ќе бидат одиграни вкупно 15 надпревари. Одаме да ја проследиме анализата на Александар Максимов, како тој ги гледа надпреварите, како тој ги анализира надпреварите за спортска мрежа и што практично смета самиот Максимов од овие надпревари, што практично може да очекуваме. Па после репрезентативната пауза јас и не очекувам некоја голема промена во самата игра кај екипите, ниту во интензитетот од надпреварите. Во следното коло не очекуваат неколку интересни надпревари, каде што во првиот Македонија Ѓорче Петров, Вардар Неготино, Македонија Ѓорче Петров е апсолутен фаворит според мене. Следниот надпревар ни е дерби надпреварот помеѓу Беласица и Брегалница, каде што очекувам неизвесен надпревар, бидејќи, пак ќе кажам, се работи за дерби и двете екипи ќе влезат максимално мотивирани и фокусирани на надпреварот. Охрид, Детонит Плачковица. Јас би дал мала предност на Детонит Плачковица, бидејќи имаат поискусна екипа и доколку сакат приклучок кон тие први 3 места, мора да ги нападнат 3 бода. Башкими Кожув не очекува исто според мене неизвесен надпревар, но блага предност би дал на Башкими. Арсими е апсолутен фаворит со Борец, додека Каменица Саса исто според мене фаворит против Вардарски, но би дал можеби последна шанса на Вардарски да фати некој приклучок за тие места кои што водат кон опстанок. Доколку одиграат храбро и мотивирано, може да се надеваат на поволен резултат. Новаци Осогово очекувам тврд надпревар, каде што пак би дал можеби мала предност на Новаци поради домашниот терен. И надпреварот Победа Скопје исто очекувам тврд надпревар, но сепак би дал мала предност на Скопје поради искуството кое го поседува и сепак исто се екипа која што не е далеку од екипите кои што се борат за опстанок и доколку сака да има мирна зима, мора да исто да ги нападне 3 бода. Пред нас имаме и табелата од втората македонска фудбалска лига, практично како истата изгледа по 12 одиграни кола. Ќе можеме да слушнеме уште еднаш од Максимов што тој очекува во однос на самата табела, дали надпреварите од ова 13-то коло може да направат промени на самата табела и како би можела всушност да изгледа табелата по завршувањето од 13-то коло. Одиме да уште еднаш го слушнеме Максимов.
Мислам дека не би имало никои промени на табелите. Очекувам доста голови на надпреварот помеѓу Арсими и Борец и Македонија Ѓорче Петров Вардар Неготино. Додека според мене најнизвесен надпревар ќе биде дербито на истокот помеѓу Беласица и Брегалница, каде што двете екипи верувам дека ќе влезат максимално мотивирани за добар настап, за победа и ете се надевам дека и таму ќе видиме еден ефикасен надпревар. Ово беше фудбалскиот тренер Александар Максимов кој што направи анализа на самите надпревари од втората македонска фудбалска лига, конкретно за 13-тото коло, меѓутоа направи и анализа некоја ете на самата табела, кој што ете практично не очекува дека може да има некоја поголема промена на самата табела. Ајде одеме редоследно. На врвот од табелата е Македонија Ѓорче Петров со 29 бодови на своето конто. Лавовите го имаат најдобриот напад заедно со нападот на Арсими кој што постигнале по 21 погодов, додека екипата на Македонија Ѓорче Петров го има најдобрата одбрана кој што има примерно само 5 погодоци. На второто место е Брегалница со 27 бодови на своето конто, со 19 постигнати погодоци, 9 примени. Потоа во бараш зоната е екипата на Башкими кој што има 26 бодови. Тука е Арсими, за кој што пред малку го спомнавме, на четвртото место со 23 бодови и Охрид кој што е пети со 21 боди. Практично, всушност ова ќе бидат екипите кои што ете ќе се борат за некој висок пласман, иако ми се чини дека некаде меѓу првите три кои што сега ги имаме, со тоа што Арсими може од втор план да се наметне за тоа трето место, веќе се изфилтрирани до некаде и овие екипи всушност за тие места кои што водат кон можен пласман, особено третото место кој што води преку можен пласман кон прва лига. Останало да видиме колку фаворитите Македонија Ѓорче Петров и Брегалница ќе ја оправдат таа улога, иако и претходно со Максимов анализиравме и кажавме дека Македонија Ѓорче Петров и Брегалница имаат, особено Македонија Ѓорче Петров го има најквалитетниот тим со играчи кои што се и поранешни репрезентативци, играле во странство. Брегалница има исто така неколку искусни поединци како што е Зоран Дановски, ќе го спомнам овде во прилика, со тоа што практично овие играчи и во Македонија Ѓорче Петров и во Брегалница со нивото искуство прават разлики, па само со тоа всушност и двете екипи се нели фаворити за тие први две места од аспект и на самата инфраструктура и се подготвени за прва лига. На шестото место е Кожув од Гевгелија со 18 бодови. Тука е Детонит Плачковица со 18 бодови, Саси со така со 18 бодови. Практично гледаме на израмнетост меѓу овие три екипи, па и Беласица која што е тука со тие 16 бодови, тоа девето место со што кажавме стромичени со младиот тим кој што го имаат, ете се носат со тие предизвици во таа втора македонска фудбалска лига. Новаци е на 10-тото место со 14 бодови, Скопје и Победа имаат по 13 бодови, практично го делат то 11-то место, со тоа што Победа е на 12-тото место. И овие две екипи всушност веќе како што најавевме играат во прилеп во меѓусебен дуел, па практично доколку имаме победник ќе може да имаме некоја промена со тоа што ако Скопје би триумфирал, би се пробил до 9-тото место во завис од резултатот на Новаци, Беласица, од друга страна Победа. Меѓутоа во секој случај и со реми и со победа на овие две екипи тие би се зацврстувале само во средишен дел од табелата. Вардар Неготино на тоа 13-то место или во таа уште безбедна зона, јас би рекол, со тоа што сега тимото Неготино има тежок надпревар против Македонија Ѓорче Петров и доколку иако нели нормално тој нема да замени со бело знаме таму, меѓутоа ако претпоставуваме дека лавовите ја оправдаа таа фаворитска улога, во тој случај доколку Новаци триумфира пак, односно доколку Осово триумфира на Новаци, во тој случај можеме да имаме некоја промена на табелата, па да всушност се изравни Осово со Вардар Неготино. Во тој долен дел од табелата или таа зона за директно испаѓање е Борец како предпоследен со 5 бодови и Вардарски со само 2 бодови на ното табелата како Енерджија. Ако ни статистика ги следиме овие две екипи, ќе видиме на многу лоша статистика. Борец има најмалку постигнати погодоци само 6, додека пак Вардарски има примерно најмногу погодоци 31. Всушност и ова до некаде
самата табела од она што го одигра екипите во овој дел, веќе сме во финишот на есенската полусезона, може да очекуваме некои промени од 14-тото и 15-тото коло, со оглед на фактот дека имаме некои директни дуели во тој горен дел од табелата, како што веќе знаете дека во 14-тото коло Брегалница дома ќе игра со Охрид, додека пак во последното коло Брегалница одика и Башкими во Куманово. Тие се некои дуели кои што се од горен дел на табелата, дерби над Превере, кои што може да направат некои разлики, пред се затоа како што кажав се решавачки за тој горен дел од табелата и за тие места кои што водат кон првата македонска фудбалска лига. Одиме надпревар по надпревар со ваши коментари да анализираме Македонија Ѓорче Петров Вардар Неготино. Кои се вашите очекувања од овој надпревар? Дали Вардар Неготино би можел да изненади против Македонија Ѓорче Петров, или тука лавовите би требало експресно да дојдат до тие 3 бодови? Предпоставам дека Вардар Неготино, нели, по тој притисок ќе гледа барем и бод да освои за нив од ова тешко гостување против ланскиот прволигаш Македонија Ѓорче Петров. Кои се вашите погледи во однос на овој надпревар? Што би можеле да очекуваме од овој надпревар? Дали ќе им биде лесно на Македонија Ѓорче Петров? Дали можеби ќе одигра со полн состав против тимот од Неготино, со цел, нели, да биде сигурен кога се во прашање тие 3 бодови? Тука ни е и надпреварот Арсими Борец. Арсими апсолутен фаворит. Кои се вашите очекувања? Може ли конечно Борец некој да фати приколче, да дојде до еден триумф кој што ќе го издигне колку толку, за да има многу полесна пролет? Во секој друг случај со пораз Борец веќе дефинитивно не е отпишан, меѓутоа е во ситуација во која што практично ќе му биде многу тешко во тој пролетен дел да се бори. Ете, и лани многумина ја отпиша Саса, кој што беше на табелата, меѓутоа успеа некако да стигне до тој опстанок кога во тоа последно 30-то коло се тресеше до последно заедно со Соколово, дали ќе остане во лигата, кога испадна Тетекс како предпоследен заедно со Кароран, кој што беше последна победа, играше бараж кој што го доби против шампионот во трета лига Север, тоа е екипата на Куманово. Во ова е практично, нели, она каде што реално, како што кажавме и со Максимов анализиравме, Арсеми Борец домакинот е фаворит од повеќе аспекти, многу поквалитетен тим, воигран тим кој што бележи одлични резултати, е во добра форма, игра на домашен терен пред домашна публика. Од сите аспекти Арсеми е фаворит на овој надпревар. Останало да видиме дали Борец ќе може да смогне сили да направи некој изненадување. Беласица Брегалница, дерби на истокот, дерби во Струмица, дерби на два поранешни прволигаши на стадион кој што е идеален за дерби над Превари, меѓутоа на стадион на каде што практично гостите тешко ги освојуваат бодовите. Да видиме како Брегалница на овој надпревар ќе се справи, со оглед на фактот како што кажавме и со Максимов сме анализирале и во претходните анализи кои што ги правевме за втората лига. Беласица има млад тим кој што докажува дека може да се носи со тие предизвици. Всушност Брегалница Беласица се посвета на градењето на тој млад тим кој што во иднина и во сезоните кои што доаѓаат ќе дава уште поголеми резултати. Од друга страна Брегалница има играчи кои што поединци кои што се многу поискусни, меѓутоа и генерално тимот на Брегалница доста поквалитетен, доста поискусен, така да новој надпревар Брегалница од тој аспект ќе биде фаворит. Останало да видиме како Беласица, тој млад тим ќе одигра во секој случај. Повеќе од ясно е дека тие млади фудбалери ќе сакат да се докажуваат и покажуваат пред тим каква што е Брегалница, со цел развој на нивната кариера, можност за напредок, за трансфер во клуб со повисоки цели, клуб од прва лига. На Билеен извори го имаме надпреварот помеѓу Охрид и Детонит Плачковица. Кои се вашите видувања тоа надпревар? Имате можност да коментирате, да го кажете вашиот став кога е во прашање овој тим. Всушност ова е надпревар во кој што двете екипи променија тренер. Никол Ливски Джиджи си замена од Охрид и неговото заменување всушност даде многу голем позитивен ефект.
доаѓањето на дотогаш помошникот, а сега веќе и тренер Ромео Кочовски, младиот тренер кој што прави одлични резултати од привремено решение премина во трајно решение, окрет е одличен во однос на тоа што Иво Радовиш имавме тренерска промена, си замена таму Иван Варденовски, дојде Горан Здравков, промена кај на два всушност штипски стратези, Детонит Плочковица не е можеби на тоа ниво од минатата сезона, меѓутоа пак има шанси да фати приколчок и да биде барем во првите 5, што може би до некаде цел на самиот тим. Кое е вашето видување? Може да напишете коментар, да го искоментираме овој надпревар. Очекувате ли дека може би Радовишини ќе сакаат да притиснат и да од билен извори се вратат со 3 бодови, ете имаат некои поискусни играчи, Детонит Плачковица кои што играли во првата лига во однос на Охрид кој што е со доста помлада екипа, меѓутоа има и таму по некој искусен играч. Како всушност го гледат овој надпревар и што на што практично може да очекуваме од овој надпревар? Башкими Кошов во надпревар каде што практично домашниот тим е фаворит за тие 3 бодови, Башкими ќе сака експресно да се врати на победничките патеки после тој прв пораз на гостински терен во автокоманда од екипата на Скопје, поранешниот прволигаш, во кој што пиратите дојдоа до тие 3 важни бодови. Башкими сака сега експресно се врати против Кошов, тоа е факт. Ќе сакаат да бидат во горен дел на табелата на зимската полусезона и ќе работат на квалитетни засилувања со цел да напаѓаат до последно коло за прва лига. Башкими кажав пред домашната публика биде како фаворит против Кожев од Гевгелија. Меѓутоа како очекувате тимот од Гевгелија да се покаже на овој надпревар? Кои се вашите видувања за овој сам надпревар? Може да ни коментирате кога во прашна овој надпревар. Очекувате ли дека можеби Башкими ќе тој пораз од Скопје да му влие врз самата игра или како што направи Брегалница после поразот од Македонија Ѓорче Петров го доби дерби надпреварот против Расими, па така да и Башкими да е во ситуација да веднаш го добие Кожов и да се врати веднаш на победничките патеки. Кој е вашиот коментар за овој надпревар? Победа Скопје, соочување на два поранешни прволигаши во Прилеп, во можеби според мене фудбалскиот град во Македонија, каде што брендот победа ќе игра против Скопје. Победа минатата сезона имаше на турбулентна сезона откако испадна од првата лига, имаше на слична ситуација всушност како и Борец кога испадна од прва лига, па испадна и од втора лига, па се врати во втора лига, меѓутоа сега некако тоа враќање во втората лига тешко моди на Борец да се избори за сигурен и директен опстанок. Многу порано се мачи кога во прашна обстанокот, минатата сезона победа се мачеше со обстанокот, па се спаси преку тој бараш надпревар кој што го доби Куманово, шампион на трета лига Север. Кое е вашето видување за овој надпревар? Трите бодови се повеќе од јасно дека се важни за двете екипи кои што со триумф ќе ги зацврстат во средишниот дел од табелата и ќе има многу полесна пролета со многу порано изборен обстанок. Кое е вашето видување што всушност може да очекуваме од овој надпревар во Прилеп помеѓу Победа и Скопје? Новаци, особено според мене можеби доста интересен надпревар, во кој што двете екипи се можеби тука некаде со некоја нијанса малку подобар Новаци, особено фактот што игра на домашен терен, доста консолидирана екипа, одличен терен. Според мене мислам дека и Новаци и Осогово се во некои изравнети сили на овој надпревар, со тоа што Новаци за нијанса порастеретен после тој триумф над Вардарски и тие освоени 3 бодови им се врати на победите, па до некаде притисокот ќе биде кај Осогово кој што ќе сака да излезе од таа бараш зона, да биде во тој безбеден дел од табелата, особено фактот што како што кажавме претходно Вардар најготино гостува кај Македонија Ѓорче Петров и доколку загуби Осогово триумфира
Чира ќе се изравнат на табелата, па тука Согово гледа некоја шанса за да фате некој приклучок и фактот што веќе нели во следното коло ќе игра регионално дерби со Саса. А кој е вашето очекување од надпреварот Новац и Осогово? Како вие типувате нови надпревари, каде трите бодови би завршили, дали дома или ќе патуваат во Коче? Последниот надпревар кој што ни останува тоа 13-то коло, Саса против Вардарски, екипа од средишниот дел од табелата против екипа која што е Фенерџија со само 2 бодови без ниту еден триумф во овие 12 одиграни кола. Повеќе јасно дека рударите од Македонска Каменица ќе бидат фаворити на овој надпревар, ќе сакаат повеќе јасно да ги освојат тие 3 бодови, да се зацврстуваат не само во средишниот дел од табелата, туку и да прогресираат кон првите 5 на табелата во однос на Вардарски кој што промени тренер, меѓутоа и по доаѓањето на Ѓорѓе Ивановски на место на Васе Бекјаров не гледаме некоја промена во играта, не гледаме некои подобрување во можностите да дојде Вардарски барем до триумф. Знаете дека Вардарски после 27 години се врати во втората македонска фудбалска лига, меѓутоа и натаму чека на тој второлигашки триумф. Кој е вашето очекување, како вие гледате на овој надпревар? Ги следиме, ги читаме вашите коментари. Меѓутоа како ќе биде Арсими пред се во лигата? Ќе одели на карта барем да дојде по секоја цена до тоа трето место тој бараш за да направите уште една историја, како во купот, така сега ете и во можноста да игра барем бараш, ако не и директен пласман кон прва лига. Сака ли Арсими прва лига? Па искрени да бидеме, нашата цел на почеток на првенството беше една од првите 4 позиции. Меѓутоа, со екипата што ја имаме, со моментот што сме го фатиле, ако може да се приклучиме кон врвот, или кон бараш, или кон една од првите 2 места што водат директно во првата лига, зошто да не? Мислам дека имаме право да го бараме тоа врз основа на квалитетот што го имаме во екипата. Во купот, ако ни се укаже уште една можност до полуфинале, зошто да не? Кога го поминавме Кожув, мислам дека и со Воска изигравме сосема коректно, да се помине екипа од првата лига не е мала работа, мислам дека играчите имаат голема заслуга за тоа. Без разлика кој ќе ни падне, ние ќе го направиме тоа што знаеме да го направиме најдобро. Ние ќе играме фудбал, атрактивен фудбал, офанзивен фудбал, како што тренираме, така и ќе делуваме и на следниот противник и во купот. Во првенството ќе одиме чекор по чекор до последниот надпревар од полусезоната, после на полусезона на одмор ќе видиме како што и како понатака. Уште нас пред нас ги имаме двојките за ова 13-то коло од втората македонска фудбалска лига. Практично имавме можност по надпревар да анализираме. Тука нели во оваа анализа беше вклучен и Александар Максимов, фудбалскиот тренер, меѓутоа бевте вклучени вие всушност преку овие коментари кои што ги имавте. Уште еднаш ги имаме двојките пред нас. Македонија Ѓорче Петров против Вардар Неготино, Арсими против Борец, Беласица против Брегалница, Охрид Детонит Плучковица, Башкими Кожув, Победа Скопје, Новац и Осогово и Саса Вардарски. Ете во овој дел ајде да направиме еден вид на типување. Кој би можел да направи некоја прогноза, напишете ги во коментар вашите прогнози за ова 13-то коло. Не мора со точни резултати, меѓутоа ајде да типуваме всушност што практично вие би одиграле во ова 13-то коло, како всушност ќе типувате новие 8 надпревари од ова 13-то коло на втората македонска фудбалска лига, да видиме кој ќе биде тој кој што ќе успее да ги погоди своите типови, односно да ги погоди победниците или евентуално ајде ако типува на некое реми на овие 8 второлигашки надпревари. Имате како солуција, како можност при ова типување, имате веќе слушнавте анализата која што направи Максимов, така да нешто што се обидов јас да изанализирам заедно со вас, па тоа ќе биде всушност и може би некоја помош при типувањето кое што вие би го направиле во однос на овие надпревари. Кажавме дека до крајот после ова 13-то коло ќе не останат уште 2
две кола кои што ќе бидат за крај на ова есенска полусезона, така да ми се чини дека можеби ќе видиме некое филтрирање одново и некој пресек поголем на самата табела, па веќе да ги знаеме екипите кои што веќе ќе се борат за прва лига, за тој бара за прва лига и екипите кои што ќе се борат за опстанок и за опстанок преку бараш. Ајде да одиме со она што вие би типувале за овој надпревара, особено одиме ако одиме по надпреварите, кажавме уште еднаш да се потсетиме на анализата на Максимов. Лавовите се фаворити против тимот од Неготино, Арсим исто така фаворит против Борец, Беласица ќе сака да пружи отпор, меѓутоа и да го изненади фаворитот Брегалница, Охрид, Детонит Плочковец еден израмнета надпревар, каде што тука реално во игра ни се повеќе комбинации, особено ние кои што ќе типувате, тука ќе биде доста неизвестно за типување. Башкими Кожув би требало овде, како што кажавме, нели фаворите Башкими, Кожув ќе сака изненадување, неизвестно ќе биде во прилеп меѓу Победа и Скопје, како и неизвестно ќе биде на надпреварот Новаци Осогово. Додека пак Саса е голем фаворит на надпреварот против Вардарски. Ајде уште еднаш да видиме како вие би типувале нови надпревари, дали можеме да видиме некој изненадување според вас. Кој надпревар практично во ова 13-то коло ќе може да биде вистинско изненадување? Дали тоа би било во Ѓорџа каде што играат Македонија против Вардар, Неготино, дали тука има шанси според вас за некој изненадување? Дали евентуално изненадување може да видиме на градскиот стадион во Гостивар каде Борец силно атако на тие 3 бодови против Арсими, Беласица, Брегалница, тука искрено видовме дека сепак без разлика што Беласица е со млад тим, кажавме дека и тоа е фудбалски бренд, ќе сака да се обиде да се надигрува со Брегалница. Охрид, Детонит Плочковица, тука реално не би требало да имаме некој изненадување со оглед на фактот дека двете екипи се тука. Башкими Кожув исто победа со Скопје, Новаци Осогово, евентуално изненадување може ако Вардарски дојде до триумф во македонска камења, што ќе биде навистина доста тешко и всушност ако ја погледнеме и самата табела ќе видиме дека Вардарски единствениот тим кој што нема триумф во овие 12 одиграни кола и го има најлошата одбрана, бидејќи одбраната на Вардарски примила дури 31 погодок, додека пак Борец е со најслаб напад кој што постигна само 6 погодоци во овие 12 одиграни надпревари. Почитувани гледачи на спортска мрежа, ово беше се што подготвивме заедно со Александар Максимов кога е во прашање ова анализа на ова 13-то коло од втората македонска фудбалска лига. Веќе в сабота ќе бидат одиграни овие надпревари со почеток од 13 часот. Ќе имате можност после комплетирањето на ова коло да направиме некој преглед на табелата, да изанализираме одново, така да ќе имаме што да дискутираме во текот на следната недела. Исто така секако следете не, бидејќи во текот на следната недела ќе проследиме некои од надпреварите од третата македонска фудбалска лига. Исто пак имаме можност да анализираме, коментираме кога е во прашање третата фудбалска лига. Исто во следниот период ќе имаме некои анализи кога е во прашање втората и третата македонска фудбалска лига, ќе со гости нормално ќе направиме некоја подетална анализа, подлабока анализа за македонскиот фудбал и како една од темите што би можел да начнеме таа предолга зимска пауза која што му прави доста проблеми на клубовите, бидејќи предолго одмараат, особено ни екипи како што е Слоговиница, која што веќе таму во трета лига исток заврши нели тој есенски дел и всушност ќе се чека некаде до средината на март кога ќе бидат одиграни надпреварите од 10-то коло и всушност да биде означен стартот на пролетниот дел. Меѓутоа за тоа во некои од следните издања на овие анализа на спортска мрежа. Уште еднаш ви благодариме на сите што не следевте и вечерва и што всушност заедно анализиравме, гледавме, типувавме и да видиме што практично ќе ни донесе 13-тото коло во втората македонска фудбалска лига. Не заборавајте да се претплатите на нашиот YouTube канал со цел и понатаму да ги следите на новите случувања од македонскиот спорт. Кажем да се поставят.